Евалуација за влијанието врз животната средина па рушење. Повеќе од 400 објекти во заштитеното подрачје во Охрид ќе бидат испитани и доколку сериозно влијаат врз нарушувањето на животната средина ќе бидат отстранети. Првиот човек на Охрид, Константин Ѓоргиевски, по патешествието во Баку ги презентираше заклучоците од УНЕСКО. Тој вели дека комисијата не побарала рушење на сите 400 објекти, бидејќи тоа е невозможно и дека влијание врз заштитената природа имаат само 10 од нив. Битно е дека сега ќе следи евалуација и тоа е она што УНЕСКО го бара од нас. УНЕСКО не бара од нас да рушиме 400 дивоградби, затоа што тоа едноставно е невозможно. УНЕСКО бара од нас да извршиме евалуација на влијанието на животната средина на тие објекти кои што се во заштитениот појас и тие да ги отстраниме. Моje мислење е дека такви објекти нема повеќе од прстите на двете раце. Ѓоргиевски вели дека локалната самоуправа не е мокна самостојно да го реши овој проблем. Охрид не е само на охриѓани изјави тој и ја повика централната власт поактивно да се вклучи во целата приказна. А вие мислите дека општината е способна да се справи со овој проблем? Со еден градежен инспектор и со тендер од 1,5 милиони денари за отстранување бесправно изградени објекти? Значи тоа е проблем кој што Охрид не е само на охриѓани, Охрид е светско културно наследство и државата треба да се погрижи за доведување на ред во состојбите кои што се години наназад извадени од колосек. Ѓоргиевски е дециден дека ова воопшто нема да биде лесен процес и дека ништо нема да се случи преку ноќ. Битката за Охрид ќе се интензивира на сите полења, а ќе покаже не само одговорност на властите, туку и како функционира политичкиот систем во државата.